Александър Обороженски. Дојде времето кога граѓаните на Македонија се повеќе и повеќе се обединуваат. Се обединуваат заради тоа што сваќаат дека без промена на власта, нова криминална власт во Македонија, Македонија нема иднина. Затоа што ги немаме младите, затоа што возрастните немаат живот, бидејќи своите внуци ги гледаат само преку интернет, преку компјутери. И тоа нешто мора да се спречи час поскоро. Најголемиот дел од програмата се однесува генерално на економијата, на подобрувањето на животот во Македонија, подигањето на животниот стандард на граѓаните. Како повеќе пари да вратиме назад кај граѓаните на Македонија. На тој начин сите заеднички да си помогнеме, да застанеме на здрави нозе, ама тоа може да го направат само честни и одговорни луѓе и една влада која што може да работи домаќински. Во делот на здравството, Македонија нема здравство, можеме слободно да кажеме. Македонија нема здравство достапно до граѓаните. Македонија нема бесплатно здравство. Денес ако немаш пари, готов си. Ако немаш пријатели, исто така. И се чудам како може тој министер не за здравство, министер за смрт во Македонија, да оди и да бара подршка сега кај граѓаните на Република Македонија за изборите. Ние предвидуваме двојно зголемување на платите на лекарите, за да останат во Македонија, за да го останат во државното здравство. Предвидуваме изградба на нов клинички центар, кој што би бил единствен, не како сега поделени клиники и секој може да те шета кај што сакаш, без да знаеш што може да направи. Воспоставување на клинички болници по другите градови на Република Македонија со целосно реновирање. Секое населено место да добие матичен лекар и тоа да го финансира државата. Не да му бараме матични пациенти, туку државата да изфинансира и да се знае дека тој што ќе работи на село ќе добие поголема плата, ќе има услови да добие приоритет при добивање на специализација и така натаму, се со цел да можеме да ги мотивираме овие луѓе. Предвидуваме целосно бесплатно болничко лекување. За сметка на сегашниот министер кој што се фали дека во Македонија 88.000 жители, односно граѓани, лежеле во болница. Не баре се тие туристи, па ќе им наплаќаме туристичка такса. Наместо да се фалиме со намален број на болни во државата, ние се фалиме со зголемување на бројот на болни во државата. Само болна влада може да мисли така. И затоа тука мора да имаме сериозни реформи. И од ден во ден само сум поубеден дека победата ќе биде поуверлива од таа што ние очекуваме. Победата е сигурна на 11 декември. Македонија ќе избере Македонија, нема да го избира криминалот на Груевски и на неговите пајташи.